рекламите, време е за вестите на Ирис телевизија. Украден пиштол во Виница. Ова е трета кражба на оружје за 4 дена пријавена во штипската полиција. Трета поред кражба на пиштол пријавена за 4 дена во штипската полиција. Кражбите на оружје стануваат актуелни со оглед на тоа што зачестија во последно време. Последната пријавена вчера е од 61 годишен жител на Виница. Насилно ја отворил влезната врата на куќата и по извршеното пребарување и претурање пронашол и одзел пиштол марка црвена застава калибар 7,62 мм и 8 куршуми. Викендов во полицијата беа пријавени две кражби на пиштоли, едната од сефот на Карбинското училиште, а другата од станот на Штипјанец. Полицијата ги бара сторителите. Претходно кражба на пиштол беше пријавена и од подрумна стамбена зграда на улицата Булеварија на во Штип. Освен пиштоли се краде и ловечко оружје и муниција. Секој ловец треба ловечкото оружје да го чува на соодветно и обезбедено место. Белат од Штипското ловно здружение Ловец, од каде потврдуваат дека кражбите на оружје се ретки, но има случаи украденото оружје да се користи за криволов. Секој поседувач на ловно оружје треба да има посебно место, кое што задолжително треба да биде под клуч, да не би било достапно до малолетни лица или до лица кои што немат овластување за носење и поседување на оружје. Некои наши членови прават и помали бункери за зидување на сефови и нешто слично. Во глобала мислам дека не може целосно да се скрие ловна пушка, не е тоа игла да се скрие целосно. Според анализите на надлежните, најмногу од кражбите се регистрирани од куќи и викендички, но не се тенденциозни, зашто оружјето е примамливо за крадците кога провалуваат, сметајќи дека ќе може да го продадат и заработат. Ретка е кражбата на оружје и тоа почесто се случува на осамени вили или некои села каде што не се добро обезбедени надворешните врати. Значи, кражбите се случуваат заради пари или заради нешто друго, па случајно пронајдено ловно оружје се зима и понатаму се препродава за ситни пари на ловократци кои што го злоупотребуваат. Оружјето на пазарот има висока цена, па претпоставка е дека се продава на црно. Стекнувањето на противправна имотна корист е кривично дело. СВР Штип ги пронајде сторителите на кражбата на 3 ловни пушки од куќа во пробит Штипско Бучиште и крадецот на пиштол во населбата 8 ноември. Лани СВР Штип поднесе 14 кривични пријави за сторени 14 кривични дела, недозволено изработување, држење или тргување со оружје или распрскувачки материи. Во 2015 година биле поднесени 19 кривични пријави за истото дело. Шестмина лекари вработени во Штипскиот здравствен дом се на специјализација. По долги години пауза Штип ќе добие специјалист по спортска медицина. Според планот до крајот на оваа, но и наредната година, на специјализација по ургентна медицина треба да заменат уште 20 лекари. За 4 години Штип ќе го добие првиот специјалист по спортска медицина. Тогаш треба да се врати и докторот вработен во Штипскиот здравствен дом, кој од утре заминува на доедукација во Скопје. Во меѓувреме уште 5 лекари се на специјализација, меѓу кои еден по трудова медицина. Согласно програмата на Министерството за здравство за специјализации на ниво на Република Македонија, во нашиот здравствен дом се предвидени повеќе специјализации. Некои од специјализациите се веќе заминати на специјализација и тоа се имаме веќе на специјализација 3 доктори по вонболничка педиатрија, еден по медицинска биохемија и еден по трудова медицина. Од оваа година, значи, веќе замина и докторот по спортска медицина, така што ја исполнуваме програмата предвидена за специјализации. По враќањето на специјалистите, Штипскиот здравствен дом ќе ги прошири своите дејности. Со новиот кадар ќе може да се вршат и задолжителните систематски прегледи на вработените. Значи, специјалистот по трудова медицина ќе дава услуги пред се на задолжителните здравствени прегледи на вработените лица и на оние кои што треба да добијат лекарско уверение при вработување и слични работи.
Така, спортскиот... Специјалистот по спортска медицина, значи ќе ги дава сите услуги за лицата кои што се бават со спорт и други спортски активности на клубовите и на поединците. До крајот на 2018-та предвидени се уште 2 специјализации за лекарите вработени во Штипскиот здравствен дом. Годинава и наредната година на специјализација по ургентна медицина треба да заминат уште 2 лекари. Со промоција на книгата Круг полукруг во Штипската библиотека Гоце Делчев денес се заокружија настаните посветени на негувањето на македонскиот јазик. Денешната промоција на збирката поезија Круг полукруг од Игор Крајчев е подсетување на значењето на македонскиот јазик. Книгата е наградувана на Крамановите средби. Ова е книга која што излезе во текот на 2015 година и ја доби специјалната награда на Крамановите средби. Навистина моја досега втора збирка поезија, можам да кажам најдрага досега книга поезија која што излегла. Тоа е еден личен трактат за потрагата по совршенството, односно дали човекот е полукруг или е круг, дали ние сме совршено суштество кое што се стреми кон некое совршенство или сме во суштина несовршени битие. Во целата суштина на книгата сепак се крие филозофијата, составена од 3 дела, составена од 3 поглавја и сметам дека секој некој што искрено сака и љуби поезија може да се пронајде сега сигурно. Промотор на Круг полукруг е Венко Андоновски, а книгата, според промоторот, носи со себе асоциација на бесконечност и на подсетување и разбудување на чувственоста. Ова е една важна и крупна книга во нашата македонска поезија, затоа што најавува еден автор кој веќе подолго време многу сериозно ја сваќа поезијата како начин на сознавање на светот и враќање на чувственоста, она што за жал кај денешните луѓе се помалку го има. Некако емотивно отапуваме и во таа смисла оваа книга ја враќа еден сензибилитет на една генерација која нема многу перспективи во нашето општество. Самиот наслов, Круг, полукруг, мислам, предпоставам дека тоа посебно ви интересира, асоцира на една бесконечност која кругот ја има, бидејќи нема ни почеток ни крај, но и на несовршеноста на луѓето, денес посебно, кои наместо да се заокружат во некоја морална смисла и во антрополошка смисла, да станат луѓе, остануваат како полукругови, односно како недоразвиени геометриски фигури. Со денешната промоција библиотеката ги заокружува настаните по повод деновите на македонскиот јазик. Денешната промоција на книгата Круг полукруг е завршна со одбележување на денот на мајчиниот јазик кај нас. И библиотеката е многу задоволна бидејќи одбележивме со повеќе настани и тоа е како завршен настан и се надеваме дека и со промоторот со Венко Андоновски дека докажавме дека сепак во библиотеката се цени македонскиот јазик. Поезија од Круг полукруг на денешната промоција читаат членовите од литературното студио. Традиционалните и современи детски игри сега ќе бидат достапни на родителите и на воспитувачите. Универзитетскиот професор Снежана Мирасчиева и педагогот во детската градинка Стибо Елисабета Симоновска издадоа збирката Играв јас, сега играј и ти. Криенка, џамлија, ластик и сите традиционални, но и современи детски игри се дел од збирката на традиционални и современи детски игри Играв јас, сега играј ти, која денеска беше промовирана на Факултетот за образовни науки во Штип. Автори на книгата се универзитетскиот професор Снежана Мирасчиева и педагогот во детската градинка Астибо Штип Елизабета Симоновска. Мирасчиева вели дека во оваа збирка се споени теоријата и праксата, а е резултат од долгогодишната соработка на Факултетот за образовни науки со градинката Астибо. Содржи игри кои што се имаат првенствено воспитна функција, поттикнуваат на пријателство, соработка, почитување, меѓусебно почитување, самопочит и сите воспитни параметри, но содржат и опис на самата игра. Се разбира, не се исцрпени сите традиционални игри, овде се застапени и современи игри и затоа овој прирачник не е наменет исклучиво за воспитувачите, туку како што можете да видите на предните страници е наменета за сите оние што ги почитуваат децата.
Педагогот во детската градинка Астибо Елизабета Симоновска вели дека децата денеска се развиваат пред компјутерите, токму поради тоа што им недостасуваат физички активности и дружба, ја направиле оваа збирка од традиционални и современи детски игри. Да треба заедно сите да водиме сметка, и родителите и ние вработените во детските градинки, практикувајќи подвижни игри кои што на децата ќе им овозможат правилен раст и развој. Сведоци сме сите дека се почесто слушаме за проблеми и во развојот кај децата околу искривување на кичми заради неправилно и долго седење. Сведоци сме од нашите истражувања кои што сме ги правеле во нашата градинка за развојот на говорот, дека кај децата имаме голем проблем со развојот на говорот во смисла на неправилен говор, на сиромашен вокабулар, што е резултат на користење на новите технологии. Универзитетскиот професор Снежана Јованова Митковска, која беше промотор на збирката Играв јас, сега играј ти, вели дека книгата има голема едукативна вредност, а посебно е значено што не е наменета само за денешниве генерации, туку и за идните. Значи, ни овозможува да ја зачуваме онаа традиционална игра од заборавот, да ја играме и да се исклучиме од оној свет кој што значи седење пред компјутер, седење пред дигиталните мрежи и слично, за да можеме да се препуштиме на она детското во нас. Одговорниот уредник на просветно дело редакција Детска радост Ксенија Трајчева на денешната промоција рече дека како издавачка куќа секогаш имаат слух за издавање на вакви збирки кои се користат во праксата од страна на децата, родителите и воспитувачите во детските градинки. Штипјани потврдуваат дека се честа мета на арамиите кои прават пустош во нивните домови. Од полициската станица во Штип информира дека во втората половина од годината лани, споредено со ист период претходната година, за 5% е намален криминалитетот во општината, а за 7% е намален бројот на поднесени кривични пријави. Поднесени биле 375 пријави, со тоа што бројот на сторители на кривични дела бил намален за 13%. Политичката криза предолго трае. Ова е констатација на економисти, професори, граѓани. Само политичарите имаат некои други критериуми. И може би било само ефтина забава ако кризата не ги зафати највиталните институции. Задача на медиумите е да поттикнат расправа по одредени општествени појави кои го загрозуваат функционирањето на општеството. Според наши извори и според експертите, честите промени на персонален план и спротивставени наредби кои доаѓаат од врвот на Министерството за внатрешни работи директно влијаат врз ефикасноста на службениците на МВР. Ако на тоа се додаде и општествената поделеност на наши и нивни, проблемот станува ургентен. Избегнувањето на посеопфатни анализи за функционирањето на новиот ЗКП или Законот за кривична постапка, во кој битно е изменета положбата на обвинителството, ето тоа е посебна тема. Луѓето од искуство велат дека обвинителството се уште нема искуство во целиот процес на обработка на случаите и поради тоа доаѓа до паралелизам во ставовите, што е на штета на граѓаните. Прекинувањето на цели мрежи со кои се обезбедуваше контрола на одредени потенцијални прекршители на законот или повеќекратни повратници доведе до зголемување на процентот на кривични дела кои се однесуваат на имотот на граѓаните. Граѓаните за сето ова имаат своje мислење. Крадење колку сакаш има. Нема народ. Не се на све се народ. Едно време ќе го оставам у нивото и ја мутре ќе се озеем. А сега дома да кучувам. Опасно е. Крадењето дека има млади луѓе мора да крадат. Така се живее. И така се работи. Крадат и работат. Добро ли тоа или лошо е? Добро е секако. Ако не краде, кој ќе брани? Чој ќе брани тај? Нема тука против и нема милување. Вие безбедно ли се чувствувате дома и има некој да ви влезе во куќа да ви украде нешто? 2-3 пати казано од ракијата, ето четврто цигичијата крад да помалку. Ги најдо ли крадците? Не најдо тоа нешто. Не сам безбеден, мен ме украдеа исто. 85 од дека безбеден ќе бидам од крадците. Нас и полицијски на 14 декември тоа се исто се случи. Ги најдо ли? Не.
И нема шанси, мислам, да ги најдат. Доваѓа крим техника и биш. И тоа дента коли 11-11 по саат. Дома, жена, сна, се. Статистичките податоци за работењето на СВР се дел од годишните извештаи до Советот на општините и до Собранието на Република Македонија. Бидејќи Собранието е во хибридна положба, ни преостанува да ги видиме податоците од извештајот за општините. Во второто полугодие од 2016 година на подрачјето на полициската станица Штип во однос на истиот период од претходната година бележиме намалување на вкупниот криминал од 5% со евидентирани 424 кривични дела. Состојбата на намалување е забележена и кај поднесените кривични пријави од 7% со поднесени 375 кривични пријави, додека бројот на пријавените сторители на кривични дела е намален за 13% со регистрирани 271 лице. Пријавени се вкупно 19 малолетни сторители кои извршиле 20 кривични дела, сите од областа на класичен криминал, а како повторници во извршувањето на кривични дела се појавиле 4 малолетни лица. Малолетничката деликвенција во второто полугодие од 2016 година во однос на споредбениот период бележи зголемување во двете основни компоненти, и тоа за 36% на пријавените малолетни сторители и за 2 лица повеќе повторништво со регистрирани 4 лица, додека во извршените кривични дела бележи намалување за 26%. И за крај, да подсетиме дека секоја година се зголемува делот од буџетот на Република Македонија која е наменета за МВР. По основа на зајакнување на капацитетот на Министерството се вработија скоро 1000 нови службеници. Ако резултатите се незадоволителни за граѓаните, тогаш реформите ќе бидат нужни како и смените што тие ги носат. Бидејќи проблемот никогаш не е едностран, во оваа општествена дискусија ќе треба да се вклучат и граѓаните, нивните асоциации и научната јавност. Имаме неколку факултети кои третираат оваа проблематика. Ние како медиум започнавме со иницијација и ќе ги следиме активностите на органите чија должност е безбедноста на граѓаните и нивниот имот. Јавноста е императив за демократијата. Најдоцна до април или почетокот на мај во Штипската клиничка болница повторно ќе се изведуваат лапароскопските операции. До тогаш треба да биде сервисиран и ставен во функција лапароскопскиот столб кој Штипската болница во 2014 година го набави од сопствени средства. Во тек е тендерската постапка, сервисирањето на апаратот чини $500,000. Во тек е тендерската постапка за изнаоѓање на фирма која ќе го сервисира апаратот за лапароскопска хирургија. Отварањето на понудите е закажано за наредната недела, а веднаш потоа ќе следи електронска аукција. Постапката отпочната од поодамна, но поради изборите истата беше ставена во мирување. Поради изборите сите јавни набавки беа прекинати. Ние имаме добиено од антикорупцијска допис дека може да продолжиме со јавните набавки доколку се истите одобрени од страна на управниот одбор. Значи, таа постапка имаме завршена, сите јавни набавки се одобрени од страна, односно планот за јавни набавки е одобрен од страна на управниот одбор. Набавката на делот како и сервисирањето на лапароскопскиот столб чини околу $500,000 и според најавите повторно ќе биде вставен во функција кон крајот на април или почетокот на мај. Апаратот не работи од прилика 6 месеци. Значи, оние најургентните и оние кои бара исклучиво лапароскопска операција се беа испраќени во Скопје. Софистицираниот мултифункционален апарат пред 3 години Штипската болница го набави од сопствени средства. Виница се подготвува за чествување на Тодорица. Познатите трки на Тодорова сабота ќе бидат од хуманитарен карактер. Градоначалникот Емил Дончев вели дека собраните средства ќе бидат наменети за граѓани од социјално ранливите категории.
Виница го носи епитетот најхубав град на Балканот, така да презнак и на престојните Тодорови трки ќе биде токму хуманитарниот карактер, односно веќе се крстени како хуманитарни Тодорови трки. Како и секоја година ќе се надпреварува во истите дисциплини, учество ќе земат дечињата од детските градинки, учениците од основните и средното училиште и секако ќе има и атрактивни дисциплини како што се теглење јаже, трка во вреки, трка со лажица со јајце и така натаму и така натаму. Средствата што ќе бидат соберени ќе бидат наменети на граѓани на општина Виница за кои ќе процениме дека овие средства ќе бидат неопходни за живот. Кочани ќе добие зелена општинска зграда со европски средства ќе се реконструира, а ќе се направи пристап и лифт за лицата со инвалидитет. Потпишан е договорот меѓу Центарот за развој на Источно-Планскиот регион и областа Благоевград во Бугарија за реализација на проектот Зелени згради. Средствата од над 360.000 евра ќе ги искористат општина Кочани и Благоевград. Се работи за проект под наслов Зелени згради за заедничка зелена иднина, проект што го добивме на првиот повик од вториот програмски период на програмата за соработка со Република Бугарија Интерек. Сегашната општинска зграда да биде енергетски ефикасна и од категоријата Д да се префрли во категоријата енергетски ефикасна категорија Б. Ќе се замени кровот на општинската зграда, ќе се заменат сите прозорци, ќе се направи пристап за лицата со посебни потреби преку изградба на еден посебен лифт заедно со тоалети и едноставно ќе биде попристапна оваа општинска зграда. Овој проект треба да заврши во 2018 година, пошто општинската зграда на Кочани ќе биде енергетски ефикасна, а администрацијата ќе заштеди и електрична енергија. Центарот за еколошка демократија Флорозон и Сдруженијето за развој на ромската заедница Сумнал од Скопје, како дел од националната кампања за промоција на еколошкото истражувачко новинарство, денес на плоштадот Слобода во Штип го реализираат четвртиот промотивен настан во рамките на проектот Развој на еколошкото истражувачко новинарство, кој финансиски е поддржан од Европската унија. Во рамки на развојот на еколошкото истражувачко новинарство, Центарот за еколошка демократија Флорозон од Скопје, денес на плоштадот Слобода во Штип, ги промовираше еколошките активности поврзани со сајтот ecologist.mk. Во рамки на националната кампања, која што ја реализираме како дел од проектот Развој на еколошко истражувачко новинарство, овде во Штип, има за цел да информира јавноста за проектните активности и секако да го испромовира првиот еколошки портал во Република Македонија, а тоа е ecologist.mk, и на тој начин да ја поттикне јавноста да земе учество во реализацијата на проектните активности, но секако и во пополнувањето на содржините на самиот портал. Пошироката јавност преку сајтот на ecologist.mk може активно да се вклучи и испраќа фотографии кои ќе посочуваат позитивни и негативни еколошки примери. Најдобрите фотографии ќе добијат и награда. Самиот портал во насока на анимирање на пошироката јавност за низино вклучување во реализацијата на проектните активности организира и национален фотонадпревар, кој што има за цел да прибере фотографии кои што прикажуваат добри и лоши примери на пракса. Буџетот за оваа активност изнесе 1200 евра, односно даваме вкупно 6 награди во две категории по 200 евра. На начинот на учество во самиот фотонадпревар е многу едноставен, доволно е да се посети порталот ecologist.mk и потенцијалниот учесник во надпреварот доволно е само да се логира и да испрати своја фотографија. Општина Штип ги поддржува еколошките активности за еколошко истражувачко новинарство. Општина Штип ја поддржува оваа иницијатива на невладината организација Флорозон од Скопје. Се гордееме што сме домаќини на овој проект и едноставно сме отворени за сите проекти што ќе се од областа на заштита на животната средина. Меѓу другото, сакам да дадам еден апел на сите основни и средни училишта, како вклучувајќи ги детските градинки, активно да се вклучат во конкурсот за фотографија на од областата на заштита на животна средина. Ги повикувам исто така и граѓаните на општина Штип да дадат свој масовно учество во овие проекти за реализација на заштитата на животна средина и сметаме дека
и понатаму ќе продолжиме со проектите за заштита на животна средина. Проектот Развој на еколошко истражувачко новинарство финансиски е поддржан од фондовите на Европската унија. Историски полуфинален куп надпревар Брегалница Пелистер под светлоста на рефлекторите во Штип. Раководството на Брегалница реши капиите на градскиот стадион да бидат ширум отворени, односно влезот ќе биде слободен. Трета среќа или фудбалска трета мајка за екипата на Брегалница ќе биде полуфиналниот меч против Пелистер за влез во финалето на македонскиот куп. Пелистер ќе биде третата пречка досега во полуфиналниот пат на Брегалница. Откако Шкендија во 2006 и Работечки во 2014 година беа поуспешни и ја елиминираа Брегалница. Тогаш во финалето Шкендија загуби од Македонија Ѓорче Петров, а Работечки во финалето го победи Металург и го освои купот на Македонија. Брегалница во првенството игра лошо и е на последното 10-то место, но во купот е успешна и стигна до полуфинале, што ја потврдува тезата дека куп надпреварите се секогаш полни со неизвестност и со големи изненадувања. Ова ќе биде историски прв ноќен надпревар под светлоста на рефлекторите и затоа интересот кај љубителите на фудбалот не само во Штип, туку и насекаде по добриот Стар Исток е исклучително голем. За таа цел раководството на Брегалница со цел да им излезе во пресрет на сите навивачи реши капиите на градскиот стадион во Штип да бидат широм отворени, односно влезот да биде слободен. Веќе се делегирани судиите за овој надпревар. Главен судија ќе биде Александар Ставрев, прв помошник ќе биде Маријан Кировски, втор помошник Дејан Костадинов, четврт судија Игор Ширилов, а дополнителни судии ќе бидат Васко Мавро и Маријан Гоцевски. Контролор на овој меч ќе биде Зоран Николовски од Скопје, а делегат Зоран Недев од Неготино. Полуфиналниот куп надпревар Брегалница Пелистер ќе се одигра во среда 1 март на градскиот стадион во Штип со почеток во 17 часот. Во вториот полуфинален меч во Скопје ќе се сретат Вардар и Шкендија. Реванш на надпреварите ќе се одиграат на 17 април оваа година. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk или социјалните мрежи. Имајте пријатна вечер.